А ваквите млади таленти кои што ги имаме, за кои што веруваме дека ќе имаат големи можности да ја представат нашата држава, нашата земја, како да ги задржиме всушност во истата. Како да, кога ќе отпатуваат негде, кога ќе ги покажат своите извонредни таленти, да не ни ги земат, да се вратат кај нас во Македонија. На оваа тема ќе разговараме со Анелија Митрова, тај оперативен координатор во Младински сојуз. Добро утро. Добро утро, фала ви на покана. Ова нека биде како најава за разговорот, како овие извонредни таленти да се задржат. Па знаете како кога системот потфрла, останува на нас, граѓанскиот сектор, да пробаме да најдеме решение и да понудиме можности за младите луѓе да ги задржиме тука. Ние во Младински сојуз постоиме веќе 25 години, што значи дека долго време функционираме и долго време се носиме и се бориме со овој предизвик, односно како да ги направиме нашите општества поатрактивни, како да отвориме можности за младите луѓе да останат во нашата земја. И сега работиме на повеќе димензии или на повеќе етапи. Она што е важно да се напомене е дека не располагаме со податоци како држава, односно мораме сите политики кои што ги работиме како организација, ги работиме базирани на податоци. За да стигнеме до податоци е многу тешко. Голем предизвик е бидејќи самата држава не поседува податоци, особено сегрегирани податоци за млади. А ако сакаме да задржиме млади, мораме да знаеме со колкав број на млади, колкав е човечкиот капитал на млади со кој што располагаме, колку млади точните заминале. Податоци да ги знаеме и можеме да видиме, да забележиме. Можеме да забележиме дека многу млади се заминати, многу млади не се враќаат кај нас и тоа е она со кое што најмногу се бориме, тоа е она со кое што највише работиме на повеќе етапи или на различни ниво. Што правите вие како Младински сојуз? Сега првично она што го работиме е гледаме кои се каде им недостасуваат најмногу обука, каде им недостасува најмногу поддршка, какви можности им недостасуваат, како да се отворат тие можности. Понатаму работиме многу на градење на добрососедски односи со нашите соседи, што значи сакаме да го направиме атрактивен многу повеќе меѓуграничниот регион, дека доколку останат и доколку ги видат потенцијалите за соработка, да речеме, со нашите соседи од Грција и од Бугарија, можат многу повеќе да постигнат отколку доколку бегаат од малите заедници. Понатаму што од 2017 година работиме на една иницијатива Градови пријатели на младите, каде што целта на оваа иницијатива, што е на почеток европска, иницијатива е како да ги задржиме младите во помалите средини, во помалите градови, затоа што се смета дека младите цело време мигрираат дали во поголемите градови, во нашиот случај Скопје, или надвор од државата, бидејќи нема можности, особено на локално ниво, за младите луѓе, за економски, политички, социјален развој и просперитет. Така што работевме на сертифицирање на 10 градови, каде што ги евалуиравме колку се од 0 до 100 пријатели на младите, што све им треба за да станат пријатели на младите, од аспект на инфраструктура, и кога зборам за инфраструктура, не зборам за пат, туку сите оние центри, каде што младите би можеле да имаат свој центар на Добро, за финансиски можности? Финансиски можности, исто така. Колку, дали самата општина дава нешто финансиски, односно дали возможува финансиски средства самата општина за млади, дали има буџет за млади, кои се можностите за младите за преработување, кои се можностите за младите за останување во самиот град. Имате многу интересен проект кога е економското јакнење во прашање. Да што станува збор? Тоа е проект кој што сега започнавме да го работиме, е партнерски проект со цел Западен Балкан, вклучително Хрватска и Словенија, или да речеме бивша Југославија. Моментално ги истражуваме можностите што значи еден млад човек од Македонија да оди да работи или да студира во Србија или во Хрватска или во Босна и обратно. Што значи еден млад човек да дојде во Македонија, да студира, да работи или кои се можностите за мобилност. Оно што можеме да кажеме дека сега сме во фазата на истражување пред да изградиме таа платформа за која што понатаму ќе зборувам, е дека не се знае младен човек доколку сака да студира некаде, ги нема доволно сите информации што значи да извади студентска виза,
која е процедурата, што му треба, значи едноставно се тие информации се насекаде низ различни портали. Да лута ни системот. Не може едноставно ги нема тие информации или информациите со кои што располагаме, да речеме дека во 2023-та, немам точна бројка за млади, меѓутоа во 2023-та за сезонска работа од Македонија во Хрватска отишле 13.000 македонци. Сега не знам точно колку тие се млади, меѓутоа според она што гледаме, доволно е голема бројката на процент, јас верувам дека се млади од тие. Дека се многу. 13.000. За целта на овој проект за економско јакнење ќе биде градење на една платформа која што ќе нуди различни можности во регионот и различни насоки за како да одиш да работиш во Србија, што ти е потребно и обратно. Односно што е нашата цел? Нашата цел е да не ја гледаме Македонија како една заедница, туку да го гледаме регионот како регион на можности и да ги задржиме младите, ако не во Македонија, барем во регионот кај нас, да не мигрираат и да не одат во Западна Европа, туку да останат тука, да веруваат во потенцијалот и да им го покажеме потенцијалот и можностите во овој регион. Анилија, сакам да те прашам да го заокружиме разговорот со тоа што ние имаме специфичен административен систем, како број 1 секогаш младите го наведуваат, лутаат, ни системот не може да се најдат, затоа што имаме под наводници еве кажано неорганизиран административен систем. Што им е потребно во комуникацијата со нив, сега ве прашувам директно од праксата, што им е потребно, што кажуваат, што ми треба за да останам во државата, повисока плата ли, што е тоа што ми треба, можности да го работам тоа што го сакам, што? Не нужно повисока плата, може пред 10 години, јас кога имав 21-20 години, тогаш се тежнеевме кон повисоки плати, сега дел од младите си одат заради тоа што не веруваат во институциите, немаат доверба во институциите. Високата корупција е исто така она што многу им пречи, особено во пазарот на трудот. Значи, кога почнуваат да се вработуваат или да бараат работа, гледаат колку и тој систем е корумпиран. Понатаму сите тие бирократски административни процедури им се тешки, затоа што све е од овој шалтер на тој шалтер, па никој не е надлежен и тоа навистина им смета, поготово нова генерација што е на телефон, порасната и родена на телефон, и тој живее дигитално. Живее дигитално и сега мора од еден шалтер на друг шалтер да заврши обична работа. Значи, генерално нефункционалноста на администрацијата е она што исто така им смета и исто така одат и кон подобар квалитет на живот, подобар стандард, од аспект и на социјален живот, по културни збиднувања, понатаму загадувањето, воздухот, че одат и барајки подобар квалитет на живот, но оно што ние тажнееме и можеби онаа позитивна миграција, каде што имаме и супер примери на млади луѓе кои што биле 5-10 години дали на студии, дали да работат, понатаму и се вратиле тука, затоа што сакале се уште да инвестираат во оваа заедница и тоа е и нашата порака, кога мораме сите заедно да инвестираме да направиме заедницата подобра. На такви примери се надеваме дека ќе имаме се повеќе. Тие ги бараме. На тие примери и сакаме да се подпреме. Она што ми остана како прашање тоа вашата соработка со земјите од Западен Балкан. Сега сакав да прашам како е со оглед комуникацијата, како е состојбата кај нив и тие се борат со тоа да ги задржат младите во државите со кои што комунициравте? Генерално да, слична ситуација, значи, некаде за нешто е подобро. Кај нас. Да, затоа и дојдовме до оваа идеја. Проектот се вика дигитални патеки за младински можности. Да ја направиме оваа дигитална платформа која што ќе покаже, прво ќе покаже ситуацијата во регионот, на колку незавидно ниво е и кои се можностите, затоа што првично, кога сме правеле анализи, кога ќе ги прашате каде сакаат да студираат, сите викаат Германија, Скандинавија, а не ги земаат предвид Босна, Србија, Грција, Бугарија, не ги земаат предвид. Ситуацијата во која што се наоѓаат во регионот е слична како кај нас. Некаде сме ние подобри, некаде се они подобри, меѓутоа долу тоа е проблемот. Истиот проблем е задржување на млади, можности да млади, нефункционални институции, недоверба во системот. Така што се соочуваме со истите предизвици во целиот регион, па дури
и Хрватска можам да ја земам тука, иако е членка на Европската Унија. Исто така се налага се предизвикот како да ги задржи младите, бидејќи младите од Хрватска одат многу често кон Германија, па затоа нашите млади многу често, може би дека им е поблиска. Да, па одат исто така кон западните земји, така што се соочуваат со сличните предизвици, може би рекла само Словенија дека на 1, 2, 3 нивоа повисоко од останатите земји со кои што работиме во регионот. Благодарам Анелија Митрова, оперативен координатор во Младински сојуз. Посакувам убава и плодна работа. Фала ти, Јована. Благодарам.